Пожарникарите од Кочани имаа поголем број интервенции викендов, при што освен гаснењето на запалените стрништа во полскиот регион, има активности и за гаснење шумски пожар. Со брза и ефикасна интервенција успеа да го локализираат и целосно да го изгаснат пожарот што во неделата попладне избувна на падините на Осоговските планини на 10 километри од градот. Во огнената стихија беа зафатени околу 20 хектари со стебла од смрека и нискостеблести растенија, а пожарникарите успеа да го спречат проширувањето на огнот кон зимзелената шума. Според известувањето од територијалната противпожарна единица, околу 13 часот добиле повик за шумски пожар во местноста Мегдано на Осоговските планини, пошто веднаш е упатена екипа со пожарникари и едно возило. Поради ветрот и брзото ширење на огнот во интервенцијата учествувала уште една екипа. За околу 2 часа огнот бил ставен под контрола и спречено е неговото ширење кон шума засадена со бор и елки. Во гаснењето на огнот учествуваа и 11 членови како и едно возило на доброволното противпожарно друштво од Кочани, а исто така помош даде и екипа со возило од територијалната противпожарна единица од Виница. Според првичните проценки на пожарникарите, причина за избавнување на пожарот е човечки фактор, а дополнително треба да се утврди дали огнот бил намерно подметнат или пак се проширил поради невнимание на излетници во природа. По избавнувањето на пожарот на падините на Осогово, околу 16 часот во неделата бил забележан уште еден шумски пожар во подножито на Плачковица, во атарот на селото Теранци. Од огнот била зафатена нискостеблеста шума и сува трева над каналот за наводнување во местноста Транавица на површина од околу 2 хектара. Огнот постепено се ширел кон повисоките падини на планината, а со интервенција на 5 доброволци и жители на Теранци, кои користеле лопати и друга прирачна опрема, пожарот успешно е локализиран. Поради тоа немало и потреба од интервенција на противпожарните служби. Слично како и кај пожарот на Осогово, и во овој случај причинител бил човечкиот фактор, без разлика дали е невнимание или намера, информираа жителите на Теранци. Општина Виница ги продолжува активностите за пробивање и изградба на сообраќајната инфраструктура во населените места. Во тие рамки веќе го објави јавниот повик со кој бара фирма изведувач на градежните работи за пробивање на пристапен пат до земјоделски површини на потегот од местноста Почивало до Мало Газарци во атарот на селото Виничка Кршла. За реализација на оваа инвестиција, општината доби средства во висина од 850.000 денари од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Според техничкиот проект, предвидено е да се реализира пробивање и тампонирање на коловоз во должина од околу половина километар, како и дополнителна инфраструктура за прибирање и одведување на атмосферската вода. До 27 февруари трае рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи, а комплетирањето на градежните работи треба да заврши во период од 2 месеца по подпишувањето на договорот. Во меѓувреме, општина Виница објави и повик со кој бара фирма што ќе изготви техничка документација за реконструкција на повеќе улици во градот и населените места. За оваа намена планирани се околу 400.000 денари. Со нив треба да се изработат основни проекти за реконструкција на улиците Климент Охридски, Стив Наумов, Македонска, Јане Сандански, 4-та македонска бригада, Раде Кончар, како и делови од улиците Даме Груев, Лјупчо Сантов и Иво Лола Рибар во Виница. Исто така треба да се изготват и основни проекти за реконструкција на по една улица во селата Липец, Лески, Трсино и Пекљани. Боречката федерација на Македонија беше домаќин на представници од боречките федерации на Хрватска и Србија во рамки на вториот дел од заедничкиот проект Боречка академија за позитивни вредности, наменет за обука на млади борачи и тренери. Во изминатите 4 дена во Кочани и Штип се одржаа 4-дневни обуки во теоретскиот и практичниот дел на кои учествуваат 10 тренери и 30 борачи во машка и женска конкуренција. Знаеме дека у спортот ностоп има повреди, но да можеме да се намалат и значи сите кои се бореме у спортот, значи против допинг што ги субстанциите, така да ова е големо значење за нас како федерација, што сме една меѓу најдобрите федерации во Европа,
кои соработуваме и тие проекти едно се еден почеток, веќе во наредниот период веќе во други проекти ќе се вклучат во нас и Бугарија и Албанија, така да сакаме да имаме добра соработка и таа соработка ја покажуваме. Тука морам да се заголам дека имаме поддршка исто и од УВ, тоа е Светската федерација, кој до вчера имавме контрола за едни европски, светски правенства кои у скоро време македонската јавност ќе биде информирана дека во Македонија многу брзо ќе бидат домаќини на европско или светско правенство. Од Хрватскиот боречки сојуз нагласија дека се работи за прв заеднички проект на федерациите од трите држави, а досегашните резултати од него се позитивни. Морам признати да проект иде изразито добро, на пола смо пута. Надам се да ќе се бит окей до краја. Углавном у проекту ќе суделуваат 60 Хрвача и 30 тренера, биće educirani и sa темама прехране, озљеда, антидопинга и ферплеја. Надам се да ќе тоа свима нама лепо користити. Оно што могу реći, a to je da je ovo prvi projekt na kojem radimo zajedno sa Borečkim savezom Sjeverne Makedonije, ali zasigurno nije i zadnji. Регионалниот проект Боречка академија за позитивни вредности се реализира со финансиска поддршка од 60.000 евра, обезбедени од Еразмус плюс програмата за спорт на Европската унија. Проектот ќе трае до средината на идната година. Викендов во Кочани се одржа државното изборно првенство во борење за пионери и пионерки во категоријата U15. Организатор на првенството беше Македонската боречка федерација во соработка со боречкиот клуб Спартак. Се надпреваруваа млади борачи до 15 годишна возраст во 11 тежински категории. Одзивот за учество беше одличен, при што на душекот се појавија над 140 борачи од 15 клубови во државата. Кочанскиот боречки клуб уште еднаш се покажа како добар домакин, за што признание доби и од Боречката федерација. Тука ќе имаме селекција за европски и балкански правенства. Јас како председател и мојот тим кој го водиме во борењето, ние сме задоволни од денеска од масовноста која се појави во Кочани, кој имаме преку 140 надпреварувачи. Така да мислам дека борењето е на правиот пат и мислам дека многу брзо време можеме да веќе сме еден од најдобрите спортови, но веќе ќе бидеме убедливо од најдобрите спортови без конкуренција. Така да можем да се пофалам со борењето, треба да ги поздравам сите клуби кои работат, имаме преку 15 клуба, значи немаме веќе формални или фиктивни клуби кои не работат, веќе се останали во борењето клуби кои ќе работат, тие клуби ние како федерација ќе ги стимулираме за да можат наредните првенства да имаме повеќе надпреварувачи. На државното изборно првенство боречкиот клуб Спартак настапи со 13 борачи. При тоа Дарјан Павлев во категоријата до 57 килограми го освои првото место. Со тоа избори и место во репрезентацијата на Македонија до 15 годишна возраст. Во женска конкуренција Славица Митева во категоријата до 42 килограми беше второпласирана. Трети места освоија Андреј Соколов до 48 и Филип Ангелов во категоријата до 75 килограми. Петопласиран во категорија до 44 килограми беше младиот Илија Иванов, додека останатите членови на Спартак останаа без пласман. Членови на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани во неделата реализираа успешен марш за зимско искачување на врвот Љуботен на Шар планина. Активноста е дел од годишниот календар за работа на клубот, а на маршот учествувале 4 планинари. И покрај сончевото време на почетокот на патеката, чиј старт бил во Тетовското старо село, сепак во вториот дел од искачувањето учесниците на маршот наишле на длабок снег, пропратен со силен ветер, што представувал сериозна пречка за пешачење. Добрата физичка подготвеност и соодветната зимска опрема има возможиле на учесниците на маршот да се искачат на надморска височина од 2498 метри. На врвот се задржале 15 на минути за да се фотографираат и да го овековечат потфотот. Во текот на маршот планинарите од Москито поминале патека во вкупна должина од 25 километри во двата правца. За искачувањето до врвот Љуботен и враќање назад им биле потребни над 10 часа.